денешниот тайм-аут ќе го посветиме на еден млад и перспективен, талентиран тетовски кошаркар, кој идната сезона ќе настапува во Американската колеџ лига. Денес со нас е Платин Джеладини. Моментално се уште чекаш да заминеш за Америка. Да. Платин, на почетокот сакам да те прашам за твоите почетоци. Кога започна да тренираш кошарка, во кој клуб, на колку годишна возраст? Значи вака, јас почнав да тренирам кошарка во 2008 година. Првите почетоци ми беа во кошаркарскиот клуб Томас со наставникот Томас и тренерот сегашниот помошник тренер на КК Гостивар Душко Јаковчевски. Кошарка одбрав дека имав некои проблеми со грбот, значи мојот омилен спорт ми беше фудбалот, но така после неколку зборења со татко ми и тој ми рече дека морам да отидам на кошарка за да го поправам грбот. Отидов прва година, втора не ми беше и до толку. После почнавме да играме, да се напреваруваме у лига, овие работи, знаеш, и после почнав посериозно да сфаќам и видов дека бев добар и имав добри резултати. После тоа и бев повисок од другите во мојата... Беше највисок од се децата во... До 13 години, ја на 13 години бев 5 сантими понизок од сега. Што значи дека бев многу повисок и сега тоаш немав некој, знаеш, да бев добар со некои движења или нешто, ама височноста што ја имав тоаш и ми правеше да сум подобар од другите и да давам многу кошеви и да имам резултати и така. На која позиција почна да играш? На почеток дека мојот тренер Душко Јаковчевски, тој ме ставаше, мислам дека ја бев највисок и ја морав да го чувам највисокиот, што беше петка, али му се заблагодарувам дека тој не ме пушташе да сум како центар, дека ја можев и да играм со лице и све. Значи јас имав у напад секогаш имав улога на бек, али одбрана морав да чувам повисоките играчи, дека немаше кој друг да ги чува. И така тоа се развиваше. Цело време играш на истата позиција или подоцна промени позиција? Не, подоцна од тоа дека нормално се развиваат и другите играчи. На 14-15 години кога заминав од КК Томас во МЗТ во Скопје, тоаш почнав да играм повеќе како бек, дека не бев секогаш највисок и така. Колку време остана во КК Томас? Во КК Томас, ако го рачунаме од кога почнав, од 2008 година до 2014 година бев таму, што од 2010 година игравме, се напреварувавме активно секоја година во лига. Еднаш имавме и добар резултат, бевме при влез во Final Four, но изгубивме последната утакмица. Зашто? Имаше така, секогаш има тие работи што, пример, судиите дека од странство не се од Скопје екипа и такви работи има и тешко е да се влезе во топ најдобрите 4. Ја имам видено тоа дека имам играно и во клубот Скопје и во клубот Тетово. Така, да. Имаш тогаш некои индивидуални признанија? Беше најдобар во КК Томас во твојата генерација? Вака, ја бев одбран 2-3 пати бев одбран како најдобар играч во основните училишта во Тетово. Имам освоено, значи ја бев ученик на Џечка Свети Скандербеу школата во Поро, иначе јас сум од село Џепчиште. Таму колку се знае кошарка, мислам колку има играчи од кошарка, знаеме сите. Моите играчи, мислам, учениците што играа со мене на турнирите беа моите другари од клас. Фудбалери. Да, фудбалери и требаше и пред утакмица да им ги покажам правилата. Али така јас имам еден турнир во Јахја Кемал освоено, кај што беше до толку што немаше никој постигнато кош на 4 утакмици, само ја ги имав дадено сите кошеви и победивме. И у финале играв против основното училиште Кикиш. Таму беше тренер Дуле и неколку играчи што играа со мене и ги победивме.
Само ти беше кошаркар. Да, само јас бев кошаркар, другите беа фудбалери, но не беа ни фудбалери, да кажем. Нема да толку да трчаат и тоа. Добро, ете, почна кошарка да тренираш, ни кажа и зошто. Се воздржа да не тренираш фудбал воопшто? Па да, али играв. И денеска играм понекогаш фудбал во сала со другарите и многу го сакам фудбалот. Мислам сега порано и гледав многу фудбал, али сега дека немам и толку време да гледам и тие работи и не можам толку да пратам, али до пред 3-4 години пратев многу фудбал. Имам и плачено за Барселона и све. Мислиш дека ако тренираше фудбал дека ќе станеше добар фудбалер? Па не знам, сега висина имам и не сум ни спор да кажам. Кога играм у сала давам голеви. Еднаш и се имам одбрана во 9-тото одделение, имам медаља дома, најдобар голгетер во турнирот, дека за 28 новември што е за празникот од албанците, ние тоа школото наше организира секоја година турнир. И ние таа година освоивме турнирот и ја бев најдобар голгетер со 6 гола. Па сега имам и медаља да. Веројатно со висината можеш да играш или класичен напаѓач или штопер, одбран. Напаѓач. Да давам голови тоа. Кога заминуваш од Томас во МЗТ Скопје, ако не се лажам, заминуваш, се уште си млад во репрезентациите, нели официјално репрезентација на Македонија кошаркарска почнува до 16 години. Да, ама има и на 14 години, да. Меѓутоа играат само неофицијални надпревари. Да, неофицијални. Преминуваш во МЗТ, во која генерација таму почнуваш да настапуваш, кој ти е тренер? Значи, првиот тренер што ми беше во МЗТ беше Небојша Ѓуковиќ, кој што го поздравувам многу, тој исто време ми беше и класен 4 години во спортската академија и е многу добар човек и пак го поздравувам. Тој беше многу добар тренер. После тоа, значи првата година бев М16, па после втората година пак бев М16, каде што во првата година имавме пак успех, голем успех при влез, значи бевме на една утакмица исто така да влеземе во Final Four, но игравме, значи, игравме против Македонска Каменица, значи таму, и тоа беше многу, значи таму, не знам, никој не може да победи, да дојде Golden State не може да ги победи Македонска Каменица, затоа што тие имаат, значи таму да идеш, како, не знам, да играш во џунгла или не знам, многу е тешко, и судиите и све тоа, и не можевме да победиме. Али добар успех имавме, ги победувавме сите најдобрите тимови, така, првата година и така. И после тоа втората година пак бевме М16 со друг тренер овој пат. М16 истовремено игравме и трета лига. Јас значи тогаш имав 15 години, 16. Игравме и трета лига. Во М16 ми беше тренер Драган Гаго Миленковиќ. Али во трета лига ми беше истиот тренер што ми беше значи претходната година, Небојша Ѓуковиќ, со кој што успеавме да влеземе во третата лига. И со фактички јас играв една година М16 и после оваа година за што зборам сега играв М18 со Драган Гаго Миленковиќ и тој беше исто така добар тренер. И после, значи, и како што кажав, влеговме од трета лига во втора лига, кај што имавме просечна возраст, не знам, 18 години, 19. И беше голем успех дека таму игравме со знаеш, стари играчи кои што имаа играно сепак неколку години кошарка и знаеа, и физички многу појаки, ние како 15-16 години. Се знае колку е силата, али сепак успеавме без ниеден пораз да влеземе од трета лига во втора лига. Значи, тоа беше почетокот на вториот тим на МЗТ кој што сега настапуваат во првата лига годинава. И мислам тоа беше многу добар проект според мене. Колку време остана во МЗТ Скопје? Па јас останав во МЗТ Скопје 3 години. Значи првата година кај што ви кажав, како што ви кажав беше М16, втората година беше М18 и третата година пак беше М18. Во третата година, значи ова беше втората, како што ви кажав, во третата година го имав најдобриот успех до сега. Мислам, и тие 2 години дека ја не го потенцирав, али имав и добри резултати, значи бев
Цело време имав утакмици со поише од 20 поени и од 25 имав утакмици со 40 поени, но тоа не е многу битно и не вреди да се збори за тоа толку. Третата година бевме М18 со тренерот, со досегашниот прв тренер на МЗТ2, Горан Крстевски, кој што и тој го поздравувам многу и научив многу кошарка од него. Тој не водеше, значи, во М18 лигата и истовремено Небојша Џуковиќ не водеше во вториот тим во втората лига. Во втората лига немавме добри успеси, но имавме, значи, добри резултати против екипи што беа врвни на табелата. А во М18 лигата успеавме да влеземе во финале и изгубивме од КК Работнички, али беше многу добра сезона затоа што сепак е успех, второ место не е лошо, за разлика од екипата што имавме, што никој секој викаше дека ние ништо немаше да направиме, но ние со работа и со тренерот Горан Крстевски успеавме да влеземе во финале. Дали можеш да ги споредиш условите кои што ги имаше претходно во Тетово и условите кои што ги имаше во Скопје и во Спортска академија и во МЗТ Скопје, бидејќи трансфер на еден играч од Тетово како град кој што нема некоја кој знае колкава голема кошаркарска традиција во еден од најголемите македонски клубови МЗТ Скопје, веројатно се смета за еден напредок во кариерата и треба и кариерата да тргне на повисоко ниво. Па вака сега. Значи најбитното е што тука пример ние со наставникот Дуле и со наставникот Томас трениравме 2 до 3 пати неделно, што не е доволно. Првин тоа е најбитното дека јас таму имав околу 12-13 тренинга неделно и 2 утакмици. А тука имав 3 тренинга неделно и 1 утакмица. Сега разликата се гледа. Значи таму поише многу се напредува. Не е разликата толку голема во талент дека повеќето од играчи, значи ние што бевме носители, јас и Дамјан Миса што беше од Струга многу добар другај мој, ние бевме носители на играта во таа, пример да кажам, екипа М18 што освоивме второ место, а јас сум од Тетово и тој од Струга, што значи дека не е талентот тој што фали во странските во градовите од внатрешноста. Да, во тие градови. Туку тоа што фали е работата и условите. Да. Во МЗТ Скопје имавте идеални, значи покрај тие тренинзи 12-13 тренинзи неделно, имавте идеални услови. Трениравте во спортскиот комплекс Јане Сандански или има МЗТ и други сали кои што ги користи за младинските категории? Има една сала, значи што ја користи само за младинските категории, така се вика Дупка, спортски центар Новолисичен, но сите ја знаат како Дупка. И тоа е, мислам, многу добра сала и со многу добри услови и можам да кажам и значи после Јане Сандански едина топла сала, дека ова е многу битно, дека во зимоска сите тренираа во ладно, додека ние трениравме во многу топла сала и тоа помага многу. Значи тоа беше многу добар, значи тоа вдери да се потенцира, дека никој нема. Во тој период си веќе средношколец, дали си повикан во младинските репрезентации на Македонија, 16-ка, 18-ка, 20-ка? Вака, значи јас до сега не знам колку имам заслужено, мислам дека имам заслужено да заиграм за Македонија, но само еднаш се имам повикнато на поширокиот список и мене немаат одбрано за да влезам. Зашто и што, не знам, многу луѓе ми имаат кажано дека заслужувам да сум во репрезентација барем еднаш и после една таа сезона што имав со М18, кај што бев еден од најдобрите играчи во втората најдобра екипа во Македонија и не бев повикнат во репрезентација, тоа малце мене ми беше чудно, али ја тоа не го земам како ништо, само како мотивација за да работам поише. Што значи тоа поширок список? Дали почнуваш подготовки со репрезентација, па потоа ви кажуваат овој продолжува, вие останатите до тука е, или пак поширок список е само список од кој што потоа се одбираат играчите кои што ќе настапат? Па вака сега, ја кога бев повикан на поширокиот список, бев на 16 години. Тоаш и не бев во најдобра позиција во мојата кариера. Мислам, не мислам дека бев најдобар во тој период од мојата кариера.
Тоа е као пример вика 40-50 играчи и има тие играчи еден тренинг 2-3 и после се крати, и списокот се крати и се иде на европско. Али кога највише заслужував на 18 години, као што ви кажав, сите ми делегати и сите ми викаат дека ја заслужувам да бидам, значи пред Final Four-от искочи дека јас не сакам за ова да зборам, али секогаш ми беше криво и не мислам имам потреба некој да ми каже зашто тоа се има десено, дека јас бев пред Final Four-от од мојата екипа, значи ја преку сезона бев најдобар скорер, како да се каже. Најдобар стрелец во лига. Најдобар стрелец во лига. Мислам не во лига, туку од МЗТ Скопје, М18, а нашата екипа беше втора најдобра во лига. И така сега пред Final Four-от беа повикнати тројца играчи од мојата екипа, а ја не бев повикнат. После Final Four-от беа додадени уште двајца од мојата екипа. Мислам, ја бев среќен да секој од тие што беа повикнати дека сепак се мои соиграчи, а ја ипак не бев додаден во поширокиот список на репрезентацијата. Не па да влезам, али не знам зашто е тоа и Еве сега ја те слушам и мене ми нема логика. Ако ти си во МЗТ Скопје првотимец и меѓу најдобрите играчи. Мислам не бев првотимец, не бев најдобар стрелец, се викнати 5 играчи, веројатно и некоја резерва од МЗТ Скопје е викната во репрезентација. Значи беа повикнати 4 од првата петорка и 1 од резервните играчи, а ја не бев повикнат во поширокиот список, не во репрезентација, во поширокиот. Можам само да претпоставам што е причината за тоа, меѓутоа еве нема да клеветам. Да, исто, не сакам ја да владам во тие работи, да. Да. Во тој период, значи, започнуваш да играш и на сениорско ниво со втората екипа на МЗТ Скопје, кажа дека играше во трета лига, без пораз влеговте во втора. Да. Што се случува потоа? МЗТ2 играте во втора лига, што значи, ние играме МЗТ2 во втората лига, како што кажав, имавме добри успеси, не со рекордот дека не ни беше многу добар, не бевме високо на табела, али имавме пример утакмици кај што игравме, значи се држевме со екипи што влегува во првата лига и така, значи имавме дека треба да имаш искуство малце за да можеш да играш со такви екипи, дека сепак тие играат повеќето се екипи што играат долги години во втората лига и не е толку баш така лесно, али имавме добри успеси. И тимски и јас индивидуално имав многу добри утакмици и така. После МЗТ каде одиш? Значи после МЗТ јас барав нормално, мислев дека заслужувам да сум во првиот тим на МЗТ Скопје и после зборење со координаторот кој што ми рече дека нема да може да ме зема во првиот тим. Иако ја мислам се уште дека заслужувам, дека неколку деца пред мене ги пуштија, али не е битно тоа. Јас одлучив да заминам во КК Гостивар, каде што тие ми има, значи ветено дека за мене беше битно во тој момент да учам поише кошарка, неголи, значи да играм, ама истовремено и да учам од искусни играчи и така. И заминав во КК Гостивар, каде што тренирав со првиот тим и бев на некои утакмици, но не беше тоа битно, битно беше што ја тренирав цело време и учев многу од тренерот Маријан Сарбиновски, кој што сум многу заблагодарен и истовремено и настапав во втората лига, како што тоа беше поише за мојот развој, за да не сум без утакмици и без игри, така. Се сеќаваш кога првпат беше повикан за првата екипа на Гостивар? Да. Кога беше земен, на кој надпревар? Значи, мислам дека беше соработнички во градски парк, али тоаш немав среќа да влезам, но сепак е добро чувство да си дел од такмицата и сето тоа, значи е добро. Успеа да дебютираш за првата екипа на Гостивар? Да, успеав и да дадам кош на првата такмица со КК Пелистер. И така имав и некои други утакмици кај што има влезено. И добро беше. Но најбитното ми беше што секој тренинг јас учев од играчи како Аце Костовски, како Диме Тасовски, и ако имаш нешто тие ќе ги прашаш, ќе ти кажат и тоа е нешто големо, дека тие се врвни играчи кои што имаат настапувано во големи екипи, имаат освоено титули и така натаму. Да, па и квалитетни странци имаше Гостивар.
Точно имавме, значи, двајца американци кои што беа многу добри и тие беа многу, значи, двајцата имаа играно прва дивизија NCAA и, значи, имавме и добар успех. Игравме во полуфинале со МЗТ Скопје, не успевме да ги победиме, али сепак е нешто да се игра полуфинале. Какво е чувството за еден кошаркар, за еден спортист? Гостивар е еден од најкошаркарските градови во Македонија. Какво е чувството да излезеш на терен и да добиеш аплауз од преполна сала? Значи тоа подобро чувство, тоа нема дека секоја утакмица ја и се чудев. Во Гостивар салата беше преполнета до последно место и тоа е многу добро чувство за сите и со тоа и без тоа и со тоа не е истата екипа, значи екипата даваше 110% заради тоа што имаше голема публика и сето тоа, значи дури и најголемите играчи се беа мотивирани од публиката и од сите тие работи, да. Веројатно тоа е единственото нешто што МЗТ Скопје го нема, а го има Гостивар, публиката. Значи во МЗТ Скопје на првенствен надпревар, па и во АБА 2 лигата надпреварите се играат пред 50, 100, 200 гледачи. Имаше МЗТ малку повеќе публика кога играше во првата Јадранска лига. Се сеќавам и на полна сала против Црвена звезда, против Партизан, против Унион Олимпија, меѓутоа сметам дека тогаш публиката дошла заради противникот, а не поради МЗТ Скопје. А во Гостивар публиката оди заради Гостивар. Веројатно условите се полоши од тие што се ги имал во Скопје и во Јане Сандански и во Дупката во Ново Лисиче. Меѓутоа публиката е нешто што ја краси секоја екипа и секој спортист најверојатно сака да игра пред полна сала. Точно, дефинитивно. Значи условите не беа многу полоши у Гостивар, значи имавме добра сала, само што беше ладно. Мислам, не знам дали вреди да се потенцира, но ние едно време лани во Гостивар со тренерот Маријан Собиновски игравме 15 минути 20 фудбал за да се загрееме, дека ни беа ладни рацете и нема што да кажеш кога играчи како Аце Косовски, Диме Тасовски не кажуваат збор. Мислам, не ми паѓа мене да кажам нешто за тоа. И добро, како се покажа фудбалски помеѓу кошаркарските професионалци? Мислам дека бев еден од најдобрите и Марче ми викаше Тетовски од Меси, така. Давав голови многу. Марче ви беше голман? Не, Марче не играше. Помошниците ни беа голмани, да. После Гостивар, што ти следува? Каде продолжуваш после Гостивар? Одиш на едно кошаркарско усовршување, интересно? Што се случува? Значи, околу март, значи малце порано тоа време лани, збор со некоја агент од Косово и од Србија така нешто ме контактира и одлучив да заминам за Америка. Значи тоа беше голем ризик за мене дека имав 18 години, сепак бев научен да живеам сам, али не исто Америка и Скопје. Али ја мислев дека тоа ќе беше добро за мене и одлучив да заминам за Америка. Што конкретно правеше во Америка? Па таму бев во преп скул, како, значи таму игравме значи таму системот е многу поразличен од тука, таму се игра за колеџ, за секој, значи целта на секој играч му е да влезе во колеџ. Во другиот, значи тоа е друго ниво, значи ова high school, prep school се е подоле, ако влезеш во колеџ друго ниво е. Не е битно која дивизија, каде, која асоциација играш, битно е да играш колеџ, дека имаат многу добри услови и вреди да се проба. Колку време се задржа таму? Значи ја таму заминав во септември и се вратив во март. Значи околу 6 месеци така. И дали има разлика од тоа што се тренира во Македонија и тоа што се тренира во Америка? Значи вака, кошарката во Европа е многу попаметна кошарка според мене него ли во Америка. Значи, кога викам многу попаметна, стварно многу попаметна и ние знаеме да играме кошарка. Сега не сакам да ги потценам американците или нешто, али нашето знаење во кошарка е многу повисоко, на многу повисоко ниво него ли нивното знаење. Но тие физички се многу по-спремни и не колку работиш или нешто, туку
генетски имаат многу поусовршени се и сето тоа им помага. Али играта беше многу поразлична, тренинзите, тие се само што таму подруг е менталитетот, треба, знаеш, не имаш тренинзи на ден на утакмица, трчаш на тренинг пред утакмица, тие не се заморуваат. Мислам, или и да се заморат, таков им е менталитетот, што според мене не е окей, дека не е тоа. Да не е кошарката трчање, не е атлетика. Кошарката сепак се игра со памет и ама сепак може да ја успеав да се снајдам, иако не бев, значи можда не бев на ниво како еден американец физички, но психички можам да кажам дека бев на повисоко ниво со нив и тоа ме овозможи да се снајдам. Меѓутоа, во Европа можеби се игра поинтелигентна кошарка, во Америка повеќе на физичка подготовка, меѓутоа повторно американците се најдобри во светот. Точно. Тоа е точно и сакав да го потенцирам дека значи во коледж и во НБА е друго ниво, значи таму се игра паметна кошарка и плюс физичка кошарка. А во high school, во prep school, во овие што се значи во полошите лиги, што се пред да влезеш у коледж, таму кошарка, таму е малце потешка дека нема, значи мене пример у коледж ќе ми биде многу полесно од еден играч што е американец што доаѓа од high school, дека у коледж се игра многу посична кошарка со европската кошарка, но во high school не е така. Така да и затоа што тоа е причината затоа што тренерите ги сакаат, значи американските тренери сакаат играчи од Европа, дека знаат дека разбираме, мислам, поише кошарка од американците и така. Во овие клубови, во овие лиги каде што играат училишни тимови, дали се игра по правилата како во НБА лига или како во правилата во Европа? Па поблиску се правилата во НБА, но тројката е малце поблиску во коледж, а другите се исти, значи. Само разликата е на тројката и малце, мислам дека многу малце е помал теренот. А времето на четвртината? Да, и тоа заборавив да го кажам, таму се игра 2 пати по 20 минути во коледж и во high school. А во НБА се игра 4 пати по 12. Што беше во Европа, пред да се воведат четвртините. Да, точно. Две полувремења по 20 минути. Во кој град во Америка ова се случува? Клуб, град? Ова беше во Орландо, во Флорида. Значи клубот се вика United Prep, значи како поише како школа. Беше многу добро, значи имавме добри тренери со добри конекции, тоа е многу битно, значи тие знаеа врвни тренери, имавме значи добри услови за работење, работевме 2-3 пати дневно, имавме многу утакмици, околу 50 утакмици или поише, имавме денови кај што игравме 3 утакмици, па после тоа тренинг имавме, што според мене тоа не е во ред, али таму не се пази на тоа многу. Тоа е тоа. Во моментов не си во ниту еден македонски клуб? Не. Во очекување си повторно да заминеш во Америка? Да, точно. Што ќе се случува во Америка кога ќе отидеш? Каде? Значи јас добив понуда да настапувам, значи поточно добив стипендија, фул стипендија за да настапувам во Олив Харви коледжот во Чикаго и истовремено да студирам таму. И ја прифатив понудата бидејќи ми се свијаше градот, ми се свијаше тренерот и коледжот и свето тоа, но уште не се знае ништо. Треба пандемијата, малце ситуацијата со вирусот да се смири и да се почне да се мисли да се мисли за тоа. Но ја мислам дека се ќе биде добро и моето е да работам секој ден и да сум во форма. Тоа. Како се вика клубот и во која лига настапува? Клубот се, значи школата се вика, коледжот се вика Олив Харви коледж во Чикаго и настапува во првата дивизија на Junior коледж. Што значи тоа? Значи Junior коледж е значи во лигата на коледжите има три асоциации: NCAA, Junior коледж и
NAIA. Ова е, значи од сите овие секоја има прва дивизија, втора и трета, а ова е Джуко прва дивизија. Мислам според мене е добро. И додека очекуваш сега да заминеш во Америка, како сега тренираш, како сега функционираш? значи сега едино добро е што можам да тренирам со мојот тренер Душко Јаковчевски, кој што го поздравувам многу и сум многу заблагодарен дека све 50% што знам за кошарка или поише го научив од него. Да не беше тој, ја мислам дека немаше да бидам тука кај што сум. Едино добро е што тренирам со него. Другото е све, да кажам лошо, да не кажам катастрофа, дека јас тренирам моментално надвор во терените на основното училиште Лирија, кај што теренот не е добар и сепак е надвор. И нема побарано ништо до сега, никој ми нема возможено сала, барем една сала за буквално немам кај да тренирам. Како ќе се прилагодиш во Америка? Значи тренираш на асфалт, на бетон, на тврда подлога, на отворено, значи на дрвена табла. И сега треба да одиш во Америка да играш во коледж лига. Како ќе се прилагодиш таму? Колку време ќе ти биде потребно ти да се прилагодиш на тие услови, на паркет, на таа табла, на тој обраш? Ова ја го правам веќе долго време, бидејќи јас скоро секое лето ја тренирам надвор, дека немам кај да тренирам, дека такви се условите во Тетово и не знам, јас не сум воопшто во политика, али мислам дека треба да се има такви работи како сала. Во Америка имаш кај да идеш, сала за скоро бесплатно и многу добри услови, додека тука немаме ни една сала кај што ја можам да кажам, да се јавам, дали може во ова време да одам да истренирам. Али да почнам да мислам така не ми се исплаќа, затоа што треба одма да се откажеш. Ја го правам ова веќе, значи 4-5 години ја тренирам 2-3 месеци летоска во асфалт и нема што да се прави, тоа е тоа. Сакам ја да имам подобри услови, тешко е секој ден да станеш, да знаеш дека треба да се мачиш во асфалт, да тренираш, да те печат нозете, ама тоа не треба сега да ми биде мене. А и клубовите моментално не тренираат, па не можеш да искористиш со некој клуб да не се одржуваат треници, не така. Еве јас ќе апелирам и до општинските власти и до училиштата кои што имаат сали, значи вака за млади, за талентирани спортисти да им биде дозволено, значи ништо не го чини никого. Еден спортист да влезе со топка, да вежба слободни фрлања или да истренира или да гаѓа тројки. Имаме сали, ние имаме многу сали. Има многу сали, да. Во државниот универзитет имаме сала, исто така во медицина имаме сала, економско училиште. Гимназија, економско. Да, или најдобро. Да. Па еве и ти бидејќи си од Джепчиште има спортска сала и во Порог, ако не се лажам. Да, точно. Меѓутоа не знам дали е во функција. Па некогаш и ми имаат, значи за тоа заблагодарен сум многу дека ми имаат овозможено да влезам во сала да истренирам, дека сепак имам направено нешто за тоа школа, али работата е што во таа сала условите за кошарка не се добри, дека не е многу одржувана салата. И никој не е крив, туку криви се такво е. Такво е местото, такви се луѓето, расипуваат се, не знаат да чуваат, не се криви ни луѓето од школа ни ништо. Али има неколку други сали тука што се добри, никој ми нема возможно да истренирам, но не е причина за неколку пати го спомна Душко Јаковчевски како твој тренер. Да. Душко работи и со млади деца, со млади кошаркари. Што мислиш, има ли тато кошаркарски таленти? Па има неколку играчи, јас што ги знам, што играат во втора лига. Имаше едно дете играше со мене во гости во втората лига исто. Има добри, ама зашто најтешкото е да станеш секој ден да тренираш, и секој ден тоа да се повторува и да не се откажеш. Имаш, значи ја до сега не знам колку пати сакав да се откажам од ова, али го немам направено, дека стварно е тешко. Тешко е да станам јас секој ден са бајле, секој ден у Лирија, надвор, цело лето у асфалт, у бетон да тренираш. И патуваш плюс? Да,
и тоа може да се каже. Значи мачно е, али нема ништо лесно ако сакаш нешто да успееш. И ја ова го правам и никој не ми гарантира дека ќе успеам некој ден, али јас сакам да си го направам моето и имам шанса, така да зашто да не го правам. Обично моите гости ги прашувам за некоја неостварена желба, меѓутоа тебе нема да ти го поставам тоа прашање, бидејќи се уште си млад за да ти се остварат желбите и замислите и за кошаркарска кариера, а знам и дека желбата ти е да играш во најсилната лига во светот, НБА лигата. Точно. Сега, кога сме кај НБА лигата, дали имаш некој омилен тим, омилена екипа? Да, мене омилена екипа ми е Boston Celtics, кај што ги пратам цело време. Имаме добра екипа, моментално сме, значи оваа сезона ќе бевме многу добри. Имаме и омилен играч таму, младиот Джейсон Тейтум. Порано ми беше омилен играч Рондо, број 9. Дали имаш некој идол од НБА лигата, порано некој играч, па и пензиониран сегаш, не? Ражон Рондо можам да кажам дека ми е најомилен играч, но тој сега е веќе стар и не игра како што беше порано, но е многу добар играч и го сакам многу, да. Сега малку ќе се вратиме повторно на македонската кошарка. Ги следиш настапите веројатно и на македонската репрезентација. Од оној успех во 2011 година, па наваму македонската репрезентација е во еден слободен пат. Да, значи, точно. Се полошо и се полошо. Точно. Веројатно тие што не гледаат од почеток, што ја гледаат емисијата, веројатно ќе сватат можеби и зошто е тоа така, кажуваше во тие младински репрезентации. Меѓутоа, дали мислиш дека македонската кошарка има иднина? Па да, има. Значи има играчи. Ја точно не знам зашто е вака. Дека во Македонија има добра кошарка, се игра многу добра кошарка, според мене. Првата лига не е лоша. Мислам тие тимови што се врни, МЗТ има многу добри успеси, сега во оба два лигата лани имаше добри успеси. Неколку тима го имаат победено МЗТ од македонската лига. Што е причината и зашто ова се дешава, не знам и не сакам да коментирам за тоа. Кажа дека не доби шанса во МЗТ Скопје и затоа премина во Гостивар. Дали сметаш дека младите македонски играчи треба да добијат поголема шанса на местото на оние скапо платени странци? Бидејќи еве МЗТ Скопје игра во АБА 2 лигата, меѓутоа останатите 9 клубови не се надпреваруваат во ниту едно меѓународно надпреварување. Точно. Дали мислиш дека и македонската кошарка би тргнала нанапред кога место да се вложува во скапи странци кои што утре кога ќе му заврши договорот или кога клубот ќе снема пари ќе замине од каде што дошол или да играат млади таленти? Тоа е тоа што го викаш ти е точно. Јас мислам така, но сега повеќе некој ќе каже абе тие ги пуштаме, им даваме шанса на европско, лошо играат. Значи повеќето од играчите мислам на другари што играат за Македонија. Не знам точно што да кажам. Според мене треба да ни се даде шанса, да им се даде на младите играчи, да се проши лигата или не знам, во Косово. Мислам, ние имаме многу подобра кошарка во Косово од Косово, али во Косово младите играчи играат многу поише од што играат младите играчи тука. И нормално поише се развиваат. Сега не знам дали треба лигата да се прошири или нешто, али тука не е баш окей тоа со младите играчи. Сега ја не очекувам во МЗТ не може да игра еден млад играч, дека МЗТ брка резултати или во Гостивар кои што се првите 3, али во другите екипи, зашто да не се прошири лигата, зашто да не се направат поише тимови, зашто во Косово има услови. Значи некој напревари кај што во првата лига, значи стварно не се битни, зашто да не настапуваат младите играчи. Во Косово има, дека ја знам и за косовска кошарка, во Косово има услов, значи 20 минути да игра. И тука било тој услов, како што знам порано, али сега нема таков услов. Видот кога ќе заврши првото полувреме, веќе тој кошаркар не добиваше ниту секунда во второто. Да, точно. Во Косово јас ја следам ситуацијата. Меѓутоа мислам дека разликата е што косовските екипи играат во куповите на ФИБА. Играат стандардно и во Балканската бибол лига, што не е случај во моментов за македонските клубови. Освен МЗТ во АБА 2, ние немаме ниту еден клуб, ниту во Лига на шампиони на ФИБА, ниту во Европски куп на ФИБА, немаме клуб ниту во Балканската лига за прв пат од кога постои лигата од 2008 година,
Еве сега сме 2020 година, Македонија немаше представник. Да, точно е, меѓутоа мислам ја сега додека игра македонските клубови освојува Блокотек на лани прелани. Претходно и Фени, Индусу 2011. Имаат освоено. Тоа кажува дека има кошарка, али сега дека не се вложува или не знам што е проблемот, не ни ги мислам тие сега. Јас за све имам некое мислење, али најбитно за мене е да истренирам секој ден, да шутнам 200 обацени, 150, да си отидам у теретана и тоа е тоа. Сега мислам дека некогаш моето ќе си дојде. И да се надоврзам на муабетот за Косово, и многу се инвестираше и во инфраструктурата. Во Раховец, по светски стандарди, спортска сала, во Пеќ, исто реновирана спортската сала. Приштина веќе го држи тој стандард на палатата на младите и спортот, и да не ги набројувам сите клубови. Да те прашам, еве вака, според тебе, во Македонија моментално кој е најдобриот кошаркар? Според мене, не знам, јас се чудев и уште се чудам како може да постои играч како Аце Костовски. И поталентиран играч јас немам видено во живо до сега. Значи, таков талент, таква игра на кошарка со таков памет немам видено уште. И има многу добри играчи, Бојан Трајковски беше најдобар, Војдан Стојановски. Според успехот, моментално Војдан Стојановски е најдобар играч. И Димитриевич што игра во Шпанија исто така е многу талентиран. Али јас највише, значи, дека и го имам видено секој ден на тренинг, го имам видено што прави тој човек, како игра. Аце Костовски знае сам под кош да промаши, а да даде тројка од 12 метри. Точно. И знае да те најде со затворени очи кај да си. Тоа е, значи, тоа му е, значи тој може една година да не игра кошарка, кога ќе се врати пак ќе биде многу добар и многу ефикасен во теренот. Аце Костовски своевремено важеше за еден од најталентираните играчи и како многу млад замина во Портес во Франција. Во тоа време Портес значи еден гигант на европската сцена. Ако ја земеме цела кошаркарска историја на Македонија, кој е најдобар играч? Врбица Стефанов, Петар Наумовски, Антич? Па, според мене Перо Антич, затоа што тој има заиграно во НБА лигата, има неколку титули освоени во Евролига. И според мене тој е најдобар македонски играч во историјата. И нема зашто да не е, дека значи стварно е голем успех да се игра во НБА и да се освојат титули во Евролига, не знам колку има точно. Да, и со Фенербахче и со Олимпијакос мислам дека. Да. Така. Денешна емисија ја снимаме во пица ресторанот ФС Куртиши. Што еден млад кошаркар би нарачал за јадење после оваа емисија? Па не знам. Јас го преферирам стекот. Значи многу јадам стек со бел сос. Тоа ми е, значи најомилено јадење ми е тоа. Али нормално се знае дека пица. Ти после емисијата ќе јадеш или стек или пица и се надевам дека во иднина ќе те гледаме и во НБА лигата. И јас се надевам. Ти благодарам што беше наш гостин. Фала што ме поканивте, мило ми беше што бев ваш гостин. Тоа беше емисијата со Платин Джеладини, млад талентиран кошаркар од Тетово, кој од идната сезона ќе настапува во коледж лигата во Соединетите Американски држави. Довидување и се гледаме следниот петок.